Владата нема абер да прогласи кризна енергетска состојба. Иако најавена за август, засега нема информации кога тоа би се случило. Од владата велат дека засега нема закажано нова седница, ниту пак знаат кога оваа точка би се ставила на дневен ред на усвојување. Само потврдија дека владата останува на ставот дека ќе мора да се прогласи кризна состојба во енергетиката во текот на месецов. И додека експертите и опозицијата критикуваат дека владата сака да прогласи енергетска криза за да склопува криминални договори во 4 очи, премиерот и министрите на големо негираат дека тоа се шпекулации и дека прогласување на кризна состојба ќе има за да се искористи заемот од ЕБОР кон НСМ во висина од 100 милиони евра за купување на јаглен, мазут и газ за работа на термоелектраните и топланите. Во краен случај, овие пари ќе се искористат ако има потреба и за купување струја од странство. Засега ЕСМ се уште нема склучено договор за набавка на јаглен за да почне со работа ТЕЦ Осломеј. Во август, според најавите на директорот Ковачевски, треба да се објави и нов оглас за набавка на 180 до 200.000 тони мазут, кои треба да бидат доволни за периодот од ноември до април. Министрите од економските ресори исто така упорно негираат дека има потреба од воведување рестрикции на струја и покрај тоа што сите експерти алармираат дека 100% покривање на потребите на домакинствата државните електрани тешко ќе обезбедат. Потврдија дека ќе им дадат насоки на државните институции да штедат, но тоа нема да биде задолжително, туку ќе остават на совеста на директорите и вработените. Затоа пак на големо побараа, по кој знае кој пат, од домакинствата да штедат струја. Конкретни мерки е воведување на блок тарифи од страна на Регулаторната комисија за енергетика. Ако треба дополнителни мерки, секој дека ќе се донесат, но најверојатно тие ќе бидат во вид на препораки до граѓаните до стопанството. И сметам дека наскоро ќе излеземе со тоа што е навистина возможно. Ако памтите, јас пред 2 месеци повикав на одредени антикризни, тоест мерки за штедење, во кое што за жал денеска можеме да констатираме дека тоа го прават сите западни земји или земји од Европската унија и таму не е смешно за разлика од нашето општество во кое што повикот за штедење изгледа се уште е штеден. Не е соодветно. Другите мерки може да бидат на ниво на апел за општеството, а во однос на јавните институции, да, соодветно ќе добијат насоки како треба да се постапуваат. И додека владата се уште калкулира со можни рестрикции на струја, за разлика од нас, европските држави веќе одамна почнаа да се подготвуваат за тешката зима. Секој ден расте бројот на членки на Европската унија кои воведуваат мерки за штедење на струја и рестрикции, а истото го бараат од граѓаните. Последна во низата е Шпанија. Мерките предвидуваат во сите јавни установи, трговски центри, кина, хотели, аеродроми и јавниот превоз, уредите за климатизација да не смеат да се поставуваат на температура пониска од 27 степени во лето и повисока од 19 степени во зима. Европскиот план за итни случаи, договорен минатата недела, предвидува и бизнисите да ги држат вратите на нивните објекти затворени со помош на автоматски систем, а осветлувањето во неискористените канцеларии, излозите и спомениците да мора да се исклучи по 22 часот. Сите држави ги повикаа бизнисите да го зголемат обемот на работа од дома.